Благодарам, председателе. Господине колега Петрушевски, не сте сам. Кога говоревте за оваа мерна станица се префрли од болницата, која што е најзагаден објект во планините за да се намали загадувањето, не можам да не си припомнам на мојата општина, која што ако кај вас се преместува од најзагаден во планина, кај нас се делат на приватни и на јавни мерни станици. Па така таму каде што е најзагадено се приватни станици од апликацијата Мој воздух, а таму јавните кога ќе почнат да покажуваат во центарот на Ѓорче Петров дека е загадено, тогаш се расипуваат, па се распишуваат тендери, по година и пол не може да заврши постапката за да се направа. Но на кое што е вака клучно, сметам дека за овие амандмани да се прифатат и зошто е потребно, затоа што на крајот од денот ова е вложување во здравјето на сите луѓе. Сметам дека не е голема сума и еве си дадов за право повторно како за претходната дискусија да кажам од кои ставки може да се извлечат овие средства за да се обезбедат средствата за еве оваа конкретно намена. Се спомнува зелена партија и ребрендирање, еве мислам дека е фер за јавноста да бидеме коректни сите да кажеме дека првата одлука на зелената партија ДУИ е 2 милиони евра за проширување на излезот од Скопје на кај Косово, Хасан Приштина, и треба да се вложува во инфраструктурни проекти, но сепак народот очекуваше како нова зелена партија во политичкиот простор во Република Македонија да се поддржуваат овие амандмани. Читавте исто така некои ставки во Министерството за животна средина, нема да има овој пат пари за, би рекол, филтри за домаќинствата, но ќе има, би рекол, 3,6 милиони денари повеќе за плати во Министерството за животна средина, или треба да се прават дополнителни стратегии, анализи и така натака. Не можам кога вака разговараме за животна средина да не се потсетам на едни така наречени паркобрани. Во моментов толку ми е жал за тие активисти што би повикал на минута молк за нивното дело, но сепак не можам да, можеби идејата заврши таму каде што не треба, но активистите секако завршија таму каде што треба. Така имаме подпредседател на собрание, имаме градоначалник на центар, градоначалник на Ѓорче Петров, поранешен директор на улици и патишта, и одеднаш замислете повеќе тие паркобрани магично исчезнаа и повеќе ги нема да лежат на парковите, повеќе ги нема да гушкаат дрва. Па можевме да видиме дека оние кои што се најповикани да бидат паркобрани и кои што беа паркобрани никаде ги нема кога се комплетира парцела кај Holiday Inn од 4000 квадратни метри каде што треба да се градат облакодери, сега уште 9000 се докомплетираше парцелата, така да сега на 14.000, 15.000 квадратни метри во центарот на градот, каде што СДСМ предлагаше паркови, ќе никнат облакодери. Можевме да видиме во минативе месеци два во јавноста, па намерно се греше елаборати, па ја префрлаа топката и замислете магично одеднаш проблемот исчезна, се е во ред, сега ќе може кај Holiday Inn да се градат облакодери, да се градат 100-катници, 50-катници, или нормално ние не треба да зборуваме за тоа, затоа што тоа им пречи на партиите од власта. И не треба ние да зборуваме за животна средина се до оној момент додека на тие луѓе повторно нема да им притреба за собирање на политички поени, но сепак ќе може да се планираат стокатници, да се докомплетираат парцели, нели ќе може да се грешат елаборатите во од Министерството за транспорт и врски, па Бочварски до Богдановиќ, па Богдановиќ до Бочварски, и на крајот од денот Саша Богдановиќ како истакнат паркобран, кој што сега каде што е институцијата Агенција за млади и спорт, таму нели се рушеа лимовите, се лупаше, се кршеше и така натака. Па магично од 2017 година се ветуваше аеро во аеродром, па можевме да видиме дека ништо од тоа аеро, ниту ништо од тие работи се реализира. Па јакако што се сеќавам, ние аплициравме за зелена престолнина во изминатиот период, па од зелена престолнина само што ги подадовме и ги испратевме документите, уште не стигнати ни ги вратија назад. Векаат не само што не сте вие во конкуренција, туку вие не доаѓате у обзир да се земете како зелено. Многу ми е жал што не е тука колешката од Охрид да ни прочита, има една така симпатична статистика, па заедно со колегава од Велес, па да ни кажуваат како се намалува загадувањето. Но замислете, се намалува загадување во градот Скопје и во Република Македонија
тогаш кога е забрането движење на возила. Па можам да потсетам дека имаше полициски час кој што траеше за цели викенди, кој што траеше од 15, од 16, од 17, од 18, од 19, од 20 часот и сега замислете излегуваат и викаат оваа година ние не разговараме за загаден воздух, затоа што се намалува загадувањето, а имаше скоро неколку месеци од годината и ограничено движење на возилата. Мислам, парадокс, дури ми е смешно што го зборувам се тоа. Исто така не се согласувам дека владата нема да направи ништо. Морам да бидам чесен до крај, затоа што ипак постојат во деловникот инструменти, се вика реплика и контрареплика. Ја не се согласувам дека не е ништо, еколошка такса, сепак поскапување на литар гориво 4,13 денари и како е во насока на намалување на загадувањето на животна средина и како во насока на оваа зелена агенда на власта и за да не биде тука се, да не завршуваме тука, затоа што можеме повеќе, затоа што можеме подобро, ќе се наплаќа, ќе се воведе и зелен данок. Сметам дека е прилично вака еден доста сериозен контрибутор и проект во зелената агенда на власта, кој што во наредниот период ќе се имплементира. А еве нема да се имплементираат овие проекти кои што и како ќе влијаат директно во намалувањето на загадувањето на воздухот. И за да не испадне на крајот дека говорам паушално, еве не го гледам тука министерот, тој е заменикот министер за финансии. Не знам зашто овој ребаланс на буџет повеќе е надвор од сава отколку што е внатре. Јас сметам дека аргументите треба да бидат слушнати. Јас предлагам да се земат средствата од ставка 486 од Министерството за образование и наука, која што е ставка за купување на возила, која што овој пат е зголемена за цели 17%, и предлагам да се земат средства од ставката 483 од Министерството за финансии за купување на мебел. Сметам дека е честно, сметам дека не е приоритет и сметам дека овие две ставки нема да бидат доволни, но голем дел ќе можат да ја покријат оваа сума од 2,5 милиони евра за набавка на овие филтри, за да можеме на 25.000 домаќинства кои што се греат на дрва да им овозможиме да постават филтри на своите оџаци, за да се намали енормното загадување, за да реално кажеме дека сме го намалиле загадувањето, а не да велиме се намали загадувањето заради тоа што има тоест заради тоа што сме презеле добри мерки, а сепак на крајот од денот да биде заради тоа што е намалено движењето на возилата. Некако оваа обратна тенденција почнувам да не ја разбирам. Прво, на индиректен и директен притисок за одредена цензура, да не спомнуваме одредени лица или да не спомнуваме одредени работи кои што се факт. А втора работа, сметам дека почнуваме веќе сериозно да ги помешуваме приоритетите за што треба да се фали една влада, така да мене ми е апсолутно непоимливо фалењето на Министерството за внатрешни работи, дека вчера пишале над 300 казни, кое што сметам дека не е нешто за кое што една институција треба да се фали во јавноста. Ама ете, тоа е сепак крајот убавината на демократијата, ние да гледаме како приоритети едно нешто, а владеачките партии да гледаат како приоритети сосема други работи. Така да еве јас ќе ве повикам, ајде ги кажав ставките, нека влезе заменик министерот за финансии, да видиме, да ги извадиме тие средствата од тие ставки. Можеби нема да ја постигнеме целосната сума од 2,5 милиони евра, но сепак ќе можеме да од аспект на субвенциите да го намалиме бројот можеби на домаќинствата согласно со сумата која што ја прочитав од овие две ставки, па да идеме по принципот прв дојден прв услужен, како што е тоа во Министерството за економија, за користење на субвенции за инсталирање на уреди за газ во автомобилите, за користење на пелети, односно за купување на печки на пелети, Министерство за економија, град Скопје, за набавка на велосипеди и така натака и така натака. Благодарам.